Добре, криптоентузијасти, после вчерашното видео, денеска сакам да направам видео за техничка анализа, нормално после вашите гласови, со тоа што овдека сега нели, надградено од вчерашното видео, каде што објаснивме за ситуацијата моментално во Америка и потребата од quantitative easing, кое што објаснивме вчерашното видео детално. Доколку не сте го погледнале, би ве замолил да го погледнете, затоа што е екстремно битно. И нормално денеска ќе направиме техничка анализа на тоа каде се наоѓаме на технички аспект. Не заборавајте дека технички аспект во овој дел каде што сме буквално пред bubble territory, каде што очекуваме експлозивни движења од криптосекторот, се малку потешки за правење, затоа што буквално сега единствено нешто на што можеме да се осврнеме е лов на врв. Така, како што веќе кажувавме многу пати, иако е рано, затоа што се уште се наоѓаме на почеток така решено од овој маркап движење од Wyckoff акумулација и дистрибуција, сепак нели постепено ќе правиме техничка анализа да видиме каде се наоѓаме во целата оваа ситуација и нормално тоа е многу понапреден дел од овој bull market кога ќе разговараме за така речено лов на врв. Сите оние кои што се полово на нашиот канал знаат зашто зборувам, станува збор за циклус на видеа како што беше лов на дно, каде што буквално се фокусиравме на тоа нели дали сме пристигнале до дното на овој bull market, така ќе се фокусираме и на лов на врв. Но пред да продолжиме, нормално би сакал само на кратко да направиме анализа на основните да речем индекси кои што ги следиме наспроти биткоин, а тоа се нормално DXY, индексот на доларот, oil, тоа е цената, нели, според тексашкиот индекс на сурова нафта по барел, како S&P 500, Nasdaq и Russell 2000, значи тоа се три индекси кои што ги следиме за традиционалните финансии, а тоа е S&P 500, 500 најдобри компании во Америка индекс, кој што е така речено нели представен од вкупниот маркет кап на сите овие компании, нели како индекс. Nasdaq, тоа е индексот од сите компании кои што се представени на Nasdaq електронската берза и Russell 2000 кои што представуваат 2000, да речем помалку ценети од топ 3000, значи од топ 3000 компании во Македонија, се извинувам, во Америка, оние 2000 кои што се со помала вредност, со цел да видиме како останатите компании, нели, се снаоѓаат во овие турбулентни времиња и каков е нели нивниот напредок. Сега за почеток, значи јас направив реструктура на анализата на доларот со цел да добиеме малку подобри информации. Значи нели добро е од време на време да ја ресетирате вашата анализа, да видите нели дали нешто можеби сте пропуштиле, дали нешто поинаку се случува, со тоа што значи успеав да го најдам овој канал во кој што моментално се движиме, уште верувале или не од 2008 година, од она можеме да видиме дека овој канал уште од 2008 година, после нели ситуацијата со колапсот на банкарскиот систем во Мурика и понатаму проследува движење на така речено цената на доларот, значи буквално се движи во овој канал како што можеме да видиме, затоа што без овие bubble територија, како што кажавме, кои што се најчесто својствени за bull market на ова нели добро, најчесто буквално истите ја задржуваат цената во целиот овој тек, со тоа што гледаме дека, како што кажавме, без овој bubble територија, кој што е буквално поради најголемиот quantitative tightening заедно со нели овие досега невидени брзи rate hikes кои што ги добивме, моментално цената се враќа постепено во самиот канал и потенцијално очекувам истата да пробие надолу, како што кажавме, едно од главните места кое што на некој начин е главна поддршка е цената од 100, значи ова е психолошка бариера, како што кажавме, најчесто овие големи да речем единици се доста психолошки тешки за пробивање и гледате, значи последниот пат кога дојдовме овдека, ако се ќе да ви кажав дека 100 ќе биде еден од најголемите проблеми и тоа и се случи, со тоа што и понатаму го имаме и овој дел, доколку се вратиме на месечно ниво, ќе видиме дека станува збор за погледнете. Единствена свеќе која што е во обратна насока во целиот овој бран нагоре, која што гледаме дека моментално представува поддршка на движењето на DXY и гледаме дека буквално се наоѓа на горната граница на овој канал. Цената, значи гледате, пробив, неуспешен, пат, повторно ретест, прашање на време кога ќе се придвижи надоле. Една од главните причини, сега нема да разговараме за quantitative easing и tightening, тоа е нешто што го поминавме вчера. Една од главните причини поради која што ова се случува е буквално цената на нафтата, за која што ќе разговараме моментално, а тоа е главната причина поради која што и понатаму доларот се обидува да се придвижи нагоре. Значи тоа е вториот индекс кој што го анализираме, значи главната работа која што сега моментално ни е битна е конечно да одбиеме значителна корекција на DXY надолу. Зошто е тоа така? Затоа што историски секогаш кога имаме
солидна корекција надолу, барем до долната граница на овој канал, погледнете што се случува, имаме bull market на биткоин. Тоа е оваа сина линија, така. Значи, ќе извадам моментално нафта, за да можеме да видиме појасно. Ова е најчесто за луѓето кои што прв пат го гледаат тоа. Повторно погледнете. Корекција надолу на DXY, bull market 2017 година. Корекција надолу на DXY, bull market 2013 година. Значи дека нас една од најглавните работи моментално ни е корекција на DXY индексот надолу. Со тоа јасно можеме да видиме дека главниот двигател моментално на DXY односно на вредноста на доларот и понатаму останува да биде нормално цената на нафтата. Значи нема да разговараме, пак ќе напоменам за оно што веќе го разговаравме вчера односно на федералната резерва и нивната политика, како што можеме да видиме дека буквално главен двигател моментално представува нафтата. Сега, во однос на оваа ситуација, како што кажав, значи прашање на време кога ќе се промени федералната резерва и низината политика и кога ќе добиеме корекција надолу. Тоа е главниот момент каде што ќе добиеме и следен bull market, како што веќе покажавме на самиот чарт, додека денеска исто така сакам малку да поразговарам и за индексот на нафтата. Ако се сеќавате, значи многу пати веќе го разговаравме ова уште во почетокот на оваа година, посебно после потврдувањето на oil cap, значи ова е така наречено намалувањето, ова е намалувањето на производствените капацитети на членките на ОПЕК, каде што гледаме дека во два наврати, значи го има истиот ефект, она што веќе го зборувавме уште во почетокот на оваа година, значи буквално можеме да видиме раст на цената откако овие мерки се превземени. Првиот пат беше во мај 2023 година, тоа е овој дел каде што 1,6 милиони барели беа намалени од производството на дневна база и видовме дека има екстремно голем ефект врз цената на нафтените деривати, а со тоа нормално и на самиот долар. Овдека имаме иста ситуација во која што уште од 1 јануари најавивме дека после овие две мерки, првата беше до март, дека ќе бидат намалени дополнителни 2,2 милиони барели на ден, а втората беше од март до јуни ќе бидат намалени истите тие, односно ќе се задржи намалувањето, дека очекуваме раст на цената на горивата, со тоа што да не забораваме дополнително овдека имавме и забрзување на овој раст после почетокот на оние ескалации помеѓу Израел и Иран. Објаснивме детално зошто, погледнете ги видеата од пред неколку дена и ќе ги најдете овие податоци, сега да не навлегуваме премногу. Идејата е дека овој раст целиот се должи на ескалацијата на Блискиот Исток, како и на овие две мерки кои што треба да траат до крајот на јуни. Значи тоа се оние два први квартали од оваа година. Со тоа и уште еднаш ќе напоменам, значи се очекува дека и цената на доларот ќе остане на високо ниво, така да во првата половина од погледнете сами, значи буквално може да се види едноставно како да се копира DXY од нафтениот чарт и неговото движење нагоре, што значи дека до јуни и понатаму можеме да очекуваме ослабен bull market, иако можеби тоа нема да биде баш така, затоа што зависи од тоа колку интерес ќе има на пазарот, но во главно до јуни, како што може да видите и сами, како поради федералната политика, така и поради политиката на ОПЕК, и понатаму останува доларот да биде појак од вообичаено. Сега, кога конечно ќе добиеме пресврт, останува да видиме, но сега барем во овој период јас не гледам причина, затоа што и на Саудиска Арабија, и на Иран, и на Русија им одговара цените на горивата да бидат повисоки, секој поради своји причини. Како што кажеме, Саудиска Арабија има потреба на дополнување на својот буџет поради безброј проекти кои што они ги прават. Иран очигледно затоа што е под санкции, така да секој дополнителен долар во неговиот буџет или како сакате направат, значи дали е долар, дали е нешто друго, битно е дека е позитивно, нормално исто како и Русија која што е активно во војна, секој буквално дел од капиталот кој што дополнително го добива од вакви продажби е добре дојде. Така да, уште еднаш ќе напоменам, за жал, војна и понатаму останува еден од главните уназадувачи на овој bull market. Како што кажав, значи било кој од овие конфликти да биде завршен, тоа ќе биде позитивно за пазарот. Без разлика дали е завршено ескалирањето во Палестина и целиот регион на Блискиот Исток или пак војната во Русија и Украина, било кој од овие војни да се заврши ќе биде позитивна за целиот криптосектор, затоа што ќе се очекува првенствено цените на горивата да паднат, а со тоа и вредноста на доларот. Сега дополнително овдека мораме да спомнеме дека втората политика за која што разговараме, Федералната резерва, уште еднаш покрај фактор дека им се заканува рецесија и банкарска криза, доколку не ја променат својата политика од quantitative tightening во quantitative easing, мораме да напоменеме дека исто така
и самите претседателски избори кои што се многу битен фактор, верувам дека ќе допринесат да се промени оваа политика, затоа што сега ќе напоменам, нема ни по точка разно да се случи, значи гериатрија Џо да биде повторно претседател на Мурика, доколку не се промени политиката на Федералната резерва во quantitative easing за луѓето едноставно да наводно, нели, помислат дека ете функционира, економијата се развива и понатаму, значи се е добро, но нели, јас пак ќе напоменам, за тоа да се промени во секојдневниот живот на луѓето треба време. Така да затоа уште ќе напоменам дека rate cuts, јас барем верувам дека оваа година ќе имаме и тоа што поскоро, баш поради фактот дека во ноември е уствари и нели одлучувањето дали ќе биде гериатрија Џо или пак Трамп. Така да пак ќе напоменам, јас верувам дека демократската страна таму како и СДСШ би направила се само за да се спречи победа на Трамп. Верувајте ми, не само во Америка, страф има низ цела Европа и низ сите како да кажам, партнери, без разлика дали е Канада, Австралија и Јапонија, никој не сака Трамп да дојде на чело, затоа што тоа ќе значи стандарден лов на вештерки. Господ нека име напомош на тие што го нападнаа. Значи јас да сум на негово место, јас би го направил истото. Значи прав линч. И очекувам дека тоа и ќе се случува, посебно со оглед на фактот дека уште го влечат по судови. Но нели, тоа е битна работа која што можеби вас не ви интересира, но верувајте ми, многу поврзана со пазарот, затоа што едната и другата страна имаат сосема различен тип на политика, како кон своето население, така и кон надвор. Со тоа и различно ќе делува на цената, односно вредноста на доларот, вредноста на нафтата, потенцијални конфликти. Значи, доколку Трамп дојде на власт, верувајте ми, барем според моите проценки, ќе ја заврши војната во Украина по брз моментум. Значи, веднаш, колку што може побрзо, со оглед на фактот дека до ден денеска и понатаму има отворена врата и нели може да разговара со тамошниот претседател на Русија, односно Владимир Путин. Така да верувам дека тоа ќе биде веднаш завршено, верувајте ми, тоа ќе биде енормно добар катализатор, затоа што ние ќе бидеме во фул ефект на овој бул маркет. Останува да видиме. Тоа е нешто што сакав да го спомнам, значи уште ќе напоменам, за сега нема логика да анализираме нафтата, ова е се макроефекти кои што буквално доаѓаат од, уште ќе напоменам, политики и нели, да речем различни типови на инструменти кои што ги користи едната и другата страна. Сега само на кратко во однос на дневен чарт, значи можеме да видиме дека доларот се наоѓа доста високо. Иако овде ќе има уште простор за движење нагоре, гледаме дека веќе доларот има на некој начин насока за предвижување надоле. Значи имаме два локални врва и моментално и RSI и сток RSI се наоѓаат релативно не толку високо, но моментумот гледаме MACD достигна неверојатни 70 и нели гледаме дека е потребна значи едно време враќање надолу на вредноста на DXY. Во исто време можеме да видиме и на неделно ниво дека е крајно висок. Значи, погледнете, за доларот ова е доста висока вредност, зашто го велам тоа? Погледнете, последен пат кога доларот беше на оваа вредност, значи бевме во овој втор скок овде и гледаме дека вредноста беше негде блиску до 70, каде што е препродадено. Сега гледаме иста таква ситуација и уште еднаш, значи ова се вклопува со она анализа која што правевме дека се наоѓа на горната граница на овој канал. Значи гледајте историски, секогаш кога се наоѓа на горната граница без разлика дали се држува одреден период, се придвижува надолу кон долната граница на овој канал, така да голема веројатност дека наскоро ќе го добиеме и тоа. Од друга страна имаме ова месечно ниво, само да покажеме од каде се до тоа потекнува, кое што е доста поддржано, погледнете и сами. Значи уште од овде, тоа е во 1989 година, погледнете. Значи имаме значително задржување на цената или пак корекција до истата на ова ниво, каде што гледаме дека моментално е голема веројатноста ова да биде така речено крајот на движењето нагоре и придвижување повторно надолу на цената на DXY, но уште еднаш, значи ова е од аспект на техничка анализа. Не заборавајте дека овде има многу макрофактори кои што моментално може да ја негираат техничката анализа на краток рок, но не и на долг рок. На долг рок и понатаму гледаме дека прост пример. Значи овој канал гледаме дека е така речено правило, погледнете и сами. Значи буквално дали се предвижува малку повисоко или малку пониско, на крајот од денот предвижување кон долната страна е очекувано и сигурно само прашање на време. Затоа и уште ќе напоменам, значи времето е на наша страна, баш ова видео сакав тоа и да ви го покажам. Дали ќе имаме промена на политиката на Федералната резерва сега, во јуни, во септември, тоа не го менува фактот дека мора да има промена. Значи тоа е стандардниот циклус во кој што после quantitative tightening порано или подоцна следи quantitative easing. Мене не ме интересира инфлацијата во Мурика, тоа е само инструмент кој што мораме да го следиме за да на некој начин знаеме кога да го очекуваме се тоа. Така.
Значи во оваа ситуација уште еднаш ќе напоменам, мораме да дојдеме до quantitative easing, а се наоѓаме пред истиот. Дали истиот ќе биде месецов, по 3 месеци, по 6 месеци, мора да дојде. Така, и уште еднаш ќе напоменам, значи ако истиот не дојде сега, тоа само ќе ни даде повеќе време за акумулација, значи јас сум во овој пазар на долг рок и не гледам причина зошто би продал или зошто би се откажал. Значи S&P 500 гледаме слична ситуација и овде, поради растот на доларот, поради растот на горивата, гледаме корекција која што не ја видовме долг временски период, погледнете на неделно ниво е доста јасна. Зошто го велам тоа? Значи, ако споредиме со претходниот скок, значи гајат и овдека исто како биткоин, имаме bull flag и придвижување нагоре и тоа успеавме дури и да надминеме оваа мета нагоре, со тоа што ова го оставив чисто за, нели, мерка, сега може да го отстраниме, погледнете и сами. Значи во оваа ситуација претходниот локален врв, нели, зборуваме во bull маркетот од 2021-2022 година, значи моментално ни представува корекција на ова придвижување надоле на цената на S&P 500 индексот до 38,2, што е првото солидно или јако ниво на Fibonacci секвенцата. Така да мене ако ме прашувате или до овој левел или до 50, би било сосема нормално повлекување надолу доколку ситуацијата и понатаму продолжи на овој начин како што истата продолжува. Така. Значи се одложува quantitative easing, се одложува rate cuts, имате ситуација со се ескалираат конфликти секаде, Мурика одлучува и понатаму да дава пари за овие конфликти да се разгоруваат, така да тоа е нормално, нели, да предизвика и пат на овие ризични добра кои што најчесто се инвестираат кога се е во ред во светот, така, а не и обратно. Така да во оваа ситуација гледаме дека истото се случува и со Nasdaq, значи погледнете и сами, оваа корекција мене ако ме прашувате сосема нормална и потребна, затоа што имавме премногу високи индикатори, погледнете. RSI беше на неверојатни 78. Такво нешто не сме виделе од последниот пат кога беше во bull market, погледнете и сами, од 2021-2022 година. Така да потребно е да имаме корекција ако сакаме или барем ако има надеж ова да продолжи нагоре понатаму, и тоа имавме солидна корекција до 55 на RSI, 100 RSI до 8. И нели овие два локални врве гледаме дека и MACD се придвижува надоле, VWAP е комплетно под нулата, така да нормално е да имаме корекција. Мене ако ме прашувате, ова е повеќе од потребно. Истата ситуација можеме да видиме и на Nasdaq, со тоа што Nasdaq е дури малку подлабоко коригиран, каде што буквално истата ситуација, значи претходниот врв од 2021 година е на 38,2 од последната корекција. Значи погледнете и сами, каде што овдека дури и Nasdaq е повеќе коригиран, скоро и да стигнал до 38,2 корекцијата. Уште една, значи ова највеќе зависи од моменталните политички развивања и сето оно што се случува во светот. Значи е многу афектиран посебно од политиката на Америка, каде што во оваа ситуација, значи ако мене ме прашувате, дури помалку е афектирано крипто, не зборувам во однос на корекции, зборувам во самата политика на една држава, затоа што крипто, пак ќе кажам, е глобално. За разлика од овие индекси кои што се директно поврзани и нели живеат и умираат со економијата и развојот на Мурика или низиниот пат. Сега овдека исто така ќе го спомнеме и Russell 2000, значи ова е индексот кој што, како што кажавме, е на 2000 послаби од вкупно 3000 компании во Мурика, значи ова се 3000 најаки, ова се оние 2000 кои што се послаби од овие 3000 најаки, чисто да видиме што се случува со секојдневните компании, да речеме, кои што се малку поголеми во Америка. Рековме акумулационо поле, каде што последниот скок гледаме дека се придвижи назад до горната граница на ова акумулационо поле, каде што буквално ако ја погледнеме е 38,2, многу слично на оно што веќе го гледавме во претходните анализи, со тоа што ова е практично локалниот врв на неделно ниво, кое што го имаме од овој dead cat bounce пред да дојдеме до акумулационото поле. Така да, гледаме дека ова е сосема нормално движење, гледаме месечно ниво на горната граница на овој акумулационен период и уште ќе кажам, значи секогаш е потребно да извршиме ретест на онаа граница која што сме скршиле пред да продолжиме се движиме нагоре. Ова не значи дека овдека ќе заврши, можеби ќе се придвижи надолу, пак ќе напоменам, овие индекси се директно поврзани со политиката на Мурика и како се одвиваат работите во светот, како од економски, така и од геополитички аспект. Така да тоа е околу овие индекси. Уште еднаш ќе напоменам, значи мене ако ме прашувате, голема веројатност дека овдека ќе заврши придвижувањето на овие индекси надолу. Зошто го велам тоа? Значи погледнете прво самиот Fear and Greed индекс е доста длабок. Значи зборуваме на 40, ако не сажам, само момент. Значи моменталната вредност е околу 42, што е буквално страв, значи ние немаме видено долго време
вака ниска вредност на VIX, односно на Fear and Greed индексот, што е многу добро за нас, затоа што ќе напоменам, се наоѓаме на крајно ниска вредност на овие вредности, значи на овие, да речем, показатели, кои што најчесто и покажуваат кога е најдобро време да се акумулира и како што кажавме, се наоѓаме блиску до солидни нивоа за придвижување нагоре, а во исто време кажавме дека и доларот е доста висок. Погледнете, че оваа корекција нагоре трае уште од крајот на оваа година, значи 26 декември ние практично со оваа мала корекција надолу имаме солидно придвижување нагоре, а гледаме што се случи последниот пат кога тоа го добивме, придвижување надолу. Останува да видиме, нели, дали ќе имаме нов локален хај или пак ќе се придвижиме надолу, но пак се зависи од политиката и глобалната економија и како се тоа се развива. Тоа се работи кои што не можеме да ги предвидиме, можеме да се прилагодиме на истите. Значи не можеме ние да предвидиме дали сега ќе им текне на лудаците во Израел пак да удрат во Иран, значи мораме да се прилагодиме на тоа што ќе се случи. Уште еднаш, долгорочно знаеме каде се тоа води, но краткорочно мораме да се прилагодиме и да ги користиме овие ескалации, не знам, големи геополитички поместувања во наша полза за акумулирање. Барем тоа е моje видување, знаете дека јас не можам да ви дадам нормално финансиски совет, тоа е што јас правам на овој пазар, а долгорочно гледам голем потенцијал во крипто, баш поради тоа што овие големи нестабилности доведуваат до солидни корекции каде што може да се акумулира за следниот bull market. Сега, ако се придвижиме кон биткоин, прво нормално биткоин спот ETF, гледаме дека за разлика од крипто, значи биткоин се придвижи нагоре и тоа солидно, како биткоин така и алткоините, каде што моментално повторно се наоѓаме на 72 грид, што за разлика од 40 во традиционалните финанси е голема разлика и овдека пак сега се враќаме на тоа што јас го кажувам дека не се корелирани како што сите тврдат. Не се, моментално имаме ситуација во која што корелацијата веќе не е како што беше претходно. Односно, ако сме имале блиска корелација во претходните bull маркети, сега веќе е многу поинаква. Зошто го велам тоа? Еве прост пример, ќе го додадеме биткоин. Значи погледнете сами дека не е толку блиска корелацијата. Иако можеби ги имаме овие корекции кои што на крајот денот повторно се природни, но тоа е глобалното движење на економијата. Така, уште еднаш ќе напоменам, видовме многу моменти каде што имаше сосема поинакво движење. Така, значи имавме ситуации во кои што имаше скок на криптовалутите, а пад на традиционалните индекси и обратно, и сето тоа поврзано со моменталните случувања. Значи гледаме барем на краток рок не се одвива исто она што го гледаме во криптопазарите и она што го гледаме во традиционалните индекси и верувам дека тоа понатаму уште повеќе ќе се одрази. Овдека за да го видиме тоа подобро би било на дневен чарт, чисто онака за да видиме како тоа изгледа. Само овие моментално не ни се потребни, само момент. Значи еве, чисто онака да видите барем во последниот дел, каде што имаме званичен пат на DXY, значи ние претходно веќе сме имале пат на биткоин, имаме така речено движење, нели, она да речем во хоризонтала, каде што веќе сме добиле корекција нагоре на биткоин, овдека и понатаму продолжува пазарот да паѓа. Кога сме добиле корекција нагоре на S&P 500, пазарот на биткоин паднал. Повторно, значи не се толку корелирани како што тоа беше случај во претходните bull маркети, каде што биткоин беше премногу мал за да може да има свое движење. Гледаме дека се повеќе тоа движење се покажува откако влегува институциите во ова добро, но нели, со време тоа ќе се покаже, јас верувам дека се движиме во тој правец. Прва работа која што сакам да ја спомнам е нормално ликвидациите кои што се крајно намалени. Значи гледаме дека се повеќе и повеќе е намалено она leverage движење, што е многу добро за нас, затоа што едноставно пазарот знаете како колку повеќе leverage, толку поголем проблем е кога потенцијално ќе добиеме корекција и многу поголеми се движењата во една или во друга насока. Со тоа што пак ќе напоменам, ние не сме имале short leverage ликвидации уште од погледнете сами 28 февруари 2024 година и верувам дека наскоро ќе го добиеме. Тоа затоа што се повеќе и повеќе луѓе веруваат дека биткоин ќе се придвижи надолу. Така да останува да видиме, но најчесто ова е обратно од психологијата на луѓето. Кога сите очекуваат дека ќе се придвижи во една насока, се придвижува во обратна насока и ова не е магија, ова се само големите китови кои што ги гледаат вашите, уште еднаш ќе напоменам, leverage позиции. Не заборавајте дека овие големи институции кои што вие ги користите за leverage, институции, Binance е институција, да бидеме реални, дали имате leverage позиции на Kraken, Binance, Coinbase, OKX, на која сакате, сите тие ги продаваат вашите leverage позиции во однос на информација на поголемите играчи,
кои што се спремни дебело да платат за затоа што на институциите не им е битно, зборувам сега на Binance и на Coinbase и на не знам другите, не им е битно дали вие ќе ги изгубите парите, они работат за fees. Што значи дека елиминирање ваше е уствари фи. И нив им одговара што повеќе тргување, што повеќе елиминации, не го заборавајте тоа. Големите ентитети како Binance, Coinbase и така натаму не име гајле за вас, ќе ги продадат вашите информации и верували или не во демократијата, тоа се вика пазарна економија и нормално тргување, така да немој да очекувате дека некој се секира за вас. Значи вие ако ставате леверидж сте одговорни сами за себе си. А китовите се движат секогаш обратно од големата маса на леверидж трговци, така да бидете свесни за тоа. Нели, се тоа е на ваша одговорност. Сега, во однос на, како што кажавме, веќе го обработивме вчера, значи гледаме дека и понатаму имаме, иако е неутрално, но не е негативно, така, придвижувањето на, погледнете и сами. Значи, да, и понатаму имаме одлив од страна на, нели, LGBTC фондот, значи, во оваа ситуација можеме да видиме дека буквално на дневно ниво имаме солидни одливи од страна на овој, значи ова се милиони, верували или не, значи 66, 35, 45, 90, ова се милиони долари одлив на биткоин од LGBTC фондот, значи да, Grayscale фондот, така го нарекувам затоа што моментално, значи главниот одлив и главното крварење во овој пазар доаѓа директно од Grayscale GBTC фондот. Значи катастрофа, они се единствените кои што секој ден, погледнете сами, секој ден вршат дамп на пазарот и понатаму, и покрај овој дамп, значи сме во солидни бројки, затоа што сето она што доаѓа во другите 8, тоест 8 се во оваа ситуација биткоин спот ETFs, на крајот ги завршува овие денови позитивно, односно имаме прилив наместо одлив на пари во биткоин. Тоа е одлично и се надевам дека така ќе продолжи. Значи гледаме дека пример пак немој да мислите дека BlackRock е херој. Само сакам да кажам дека во оваа ситуација има солиден прилив кој што буквално го отстранува одливот, дампот кој што постојано го гледаме од страна на LGBTC фондот. Така, значи да се надеваме дека тоа и така ќе продолжи, односно ја држи оваа категорија неутрално. Она што постојано го зборуваме, значи гледате и сами во целиот овој период после самиот халвинг што беше очекувано, значи сеќавате, јас ви го кажам тоа, дури ни институциите не знаат што да очекуваат, значи ова е нормално место каде што после халвингот имаме најчесто корекција или пак во оваа ситуација умртвување на пазарот и тоа го гледаме и во институциите. Имавме солиден раст и моментално во целиот период за време на халвингот имаме умртвување, едноставно пазарот спие, така. Повторно, значи многу луѓе тоа го разбираат негативно, они би сакале пазарот се движи само нагоре, но ова е сосема нормално и што ќе напоменам мене ако ме прошувате потребно, затоа што ни дава време да можеме да акумулираме дополнително. И ваквата неодлучност гледаме дека вродува со стагнација на цената на биткоин, што е пак ќе кажам сосема нормално, многу луѓе забораваат дека движење само нагоре дека воопште не е здраво, посебно не за овој сектор. Потребно е ваков тип на конструкција за доколку дојдеме повторно придвижување надоле после овој следен скок, да имаме каде да се вратиме и да имаме солидна конструкција на што би застанале. Плюс, да не заборавиме, ова е одлично место за понатамошна акумулација, како што гледате тоа го правиме и ние, и со оглед на фактот дека верувам дека поголемиот дел од овој кризен период е веќе завршен, затоа и почнеме повторно со постепена акумулација, тоа беше предвадена, како што веќе напоменавме, направивме акумулација во 3 коини, а тоа е 1% во AGX, 1% во ICP и 1% во Render како млади проекти кои што очекуваме да има многу успешен прв bull market. Ништо од нашето портфолио не е елиминирано, ништо од нашето портфолио не сме продале. Значи не заборавајте и понатаму продолжуваме да акумулираме. Сега, во оваа ситуација уште една што мораме да го напоменеме е повеќе од јасно дека се движиме во оваа знаме формација и придвижување нагоре би не довело до потенцијална мета околу $90,000. Што е, пак ќе напоменам, сосема очекувано, посебно со оглед на фактот дека завршивме со халвингот. Значи, сега откако сме завршиле со халвингот, дали ќе имаме краткорочно корекција или не, останува да видиме, но историски, значи, после халвингот сме имале енормно добро движење на биткоин нагоре, уште еднаш потребно е време, но нели не очекувате тоа да биде во текот утрешниот ден, но пак ќе напоменам, добри денови се пред нас, значи јас сум доста трпелив, гледате и сами дека работиме напорно веќе ова е трета година ја почнуваме и гледате и сами дека јас ниту во еден момент не испаничив, ниту во еден момент не продадов, постојано, нели, го следиме ова постепено и се прилагодуваме на оно што моментално се случува. Гледаме дека ова, да речем на дневно ниво, оваа една свеќе која што е во обратна насока и понатаму представува солидна
поддршка на цената заедно со овој канал и уште еднаш оваа тренд линија, ќе погледнеме на следниот чарт, значи тоа е овде, е тренд линијата за која што ние претходно разговаравме, погледнете и сами, која што беше тренд линија на која што, погледнете, се базираше претходниот bull market, односно после првата корекција и dead cat bounce-от гледаме дека се формира оваа тренд линија која што моментално, погледнете и сами, се уште представува поддршка на цената на биткоин. Значи, пробавме во неколку наврати да ја пробиеме и понатаму останува силна поддршка. Дали тоа ќе остане така, останува да видиме, но сега за сега гледаме дека оваа тренд линија е солидна поддршка на цената на биткоин. И уште еднаш. Самиот bull market support band и средните нели линии, зборуваме за оние 4MA, значи 4MA 200, 300, 150 неделна средна вредност, ни покажуваат дека е време за корекција. Зошто го велам тоа? Погледнете и сами. Значи, ако се вратиме историски, во секој bull market, уште од самиот почеток, ние практично сме имале баунс од, така речено, самиот bull market support band. Може би не сме допирале до него, но сме правиле корекции со цел да не пристигне, така. Значи овдека моментално оваа корекција кај што ние сме се придвижиле толку далеку во јануари 2021 година од bull market support band-от и оваа корекција надолу е многу слично на оно што моментално го гледаме. Погледнете и сами. Значи погледнете, се придвижуваме многу далеку, се коригираме надолу, не стасува bull market support band-от и продолжуваме да се движиме нагоре. Значи, тоа е нешто слично кое што сме го гледале во многу други bull маркети, значи, нели, сега зборувам за оние три кои што се до сега нормално познати, погледнете и сами, значи, ништо ново, сосема нормално придвижување до bull market support band и придвижување нагоре кон следниот bull market. Затоа и уште еднаш ќе напоменам дека оваа корекција е сосема нормална, значи некои луѓе ми кажаа дека ги продале своите портфолија, јас до ден денеска не можам да разберам зошто. Повторно, јас не можам да кажам на луѓето што да прават, но пак ќе напоменам, ова е сосема нормално движење на да речем биткоин во својот бул циклус кога започнува следниот бул маркет. Но нели, на вас останува, пак ќе напоменам, секој од вас треба сам да одлучи што понатаму. Од друга страна, на дневен аспект, како што кажавме, значи се придвижуваме многу блиску до минус 60, кога дојдовме до овој момент, ако се сеќавате, веќе напоменавме дека е време за корекција нагоре и тоа се случи и практично можеме тоа да го видиме овде. Ние буквално купивме на тој дел на самата корекција. Само да видам на дневно ниво како тоа изгледа. Значи имаме направено неколку, да речем, купување со тоа што погледате. Значи, за време на самата корекција и веднаш после корекцијата направивме купување затоа што очекуваме дека ова е локалното дно. Значи, ова се оние два последни купувања кои што ги направивме. Иако имаме корекција, јас верувам дека ова е локалното дно. Уште ќе напоменам, значи DCA ни дозволува да направиме краткорочни грешки затоа што знаеме каде целиот овој пазар се движи. Дополнително, ако го споредиме сето ова на хајке наши свеките, кои што не сме ги погледнале долго време, значи ова е на неделно ниво, така речено почеток на надолен тренд, но гледаме дека надолни трендови во bull market не траат долго. Погледнете и сами, значи некогаш буквално се една свеќа. Еве да видиме и во другите, значи такви надолни трендови имало на хајке наши, погледнете и сами, некогаш се еве една, две свеќи, пред конечно се придвижиме повторно нагоре. Еве ќе погледнеме во 2013 година, значи сосема нормални се овие корекции и се случува да ги имаме. Добро, овдека немаме затоа што овдека е почетокот и имавме доста голем интерес очигледно, иако за жал не бев присутен да го гледам се тоа, овдека значи сум од овој дел овдека присутен, така да сме доста години на пазарот, но уште ќе напоменам че овие корекции се нормални во bull market и не се толку долги како што е на пример ситуацијата во bear. Така, најчесто се презентирани од неколку свеќи и во оваа ситуација верувам дека ќе биде истиот момент како што веќе го видовме тоа. Така, значи само две свеќи пред продолжување нагоре. Моментално дори имаме 3, ова е рекорд кој што досега видовме дека и не се случил 3 свеќи да имаме последователни во надолен тренд кога веќе сме започнале со бул движење, но нели, пак ќе напоменам, останува да видиме како се тоа ќе се одвива, посебно со оглед на фактот дека на месечно ниво ние немаме никакви, значи црвени свеќи, ние само што започнавме со следниот бул маркет, што историски на месечно ниво кога ќе тргне овој тренд, гледате што се случува. Така, значи кога ќе започне овој тренд на месечно ниво, погледате. Така. Значи секогаш досега овој тренд на месечно ниво ни покажува бул маркет и тоа се осварувало во целиот овој бул маркет. Значи ист нагорен тренд. Значи еве гледате, значи дури откако сме оствариле прв локален врв, тогаш сме добиле надолен тренд и тоа како што кажавме беше нели поради одредени ситуации со одредени идиоти
како Илон Маск, но како и да е, значи на месечно ниво ние се наоѓаме во сосема масивен бул тренд и не гледам причина зашто тоа би се променило. Значи на дневно ниво нормално останува да видиме како се тоа се одвива, но на дневно ниво гледаме дека тој тренд е веќе скршен и се придвижуваме повторно нагоре. Битната работа е што конечно на дневно ниво средните вредности не престасаа. Погледнете. Значи овдека е 100 дневната средна вредност, 200 дневна средна вредност, тоест 50, 100, 200 дневна средна вредност, значи се приближуваат конечно за да можеме да ги искористиме нив како поддршка. Погледнете, значи претходно сме правеле баунс од истите, за да се придвижиме нагоре и сега конечно истите се придвижија нагоре доволно, за да може да ги искористиме повторно како поддршка во следното движење нагоре. Значи, уште еднаш ќе напоменам, ова се битни работи кои што мораме да ги следиме, со цел да видиме каде се наоѓаме и кои се нашите поддршки. Друга битна работа која што догоре не сме погледнале е гозискиот канал. Би сакал само накратко да го погледнеме истиот. Значи, зошто е битен гозискиот канал, посебно на неделно ниво? Значи, ќе напоменеме од претходни искуства. Значи, погледнете. Гозискиот канал историски ни покажува кога сме во следниот бул маркет. Така, значи ако се придвижиме надолу, погледнете. Уште од самиот почеток. Првиот бул маркет. Така, во моментот кога конечно сме излегле и сме направиле успешен ритест од овој гозиски канал, се придвижуваме во следниот бул маркет. Ислегување, добро, ова е нели колапсот поради ковид, стандардна работа, нешто неочекувано, но во секој случај ритест на бул маркет на гозискиот канал и следен бул маркет. Погледнете. Ние практично дури не сме ни направиле во оваа ситуација ритест и излеговме од истиот и се придвижуваме кон следниот бул маркет. Гозискиот канал најчесто го користиме кога се наоѓаме длабоко во bear маркет, за да ни покаже кога се наоѓаме нели блиску до завршување на циклусот. За разлика од тоа, сега веќе гозискиот канал не ни е потребен затоа што најчесто бабл територии не можеме да утврдиме со овој канал. Ова е само макроканал кој што ни покажува кога сме влегле во бул маркет. Така да затоа ова не го покажувам веќе толку редовно како претходно, но е битна работа која што сакам да ви ја покажам за да видите дека се наоѓаме во бул маркет. Така. И нормално како и секогаш оние основни два чартови кои што ги следиме на макроциклусот, значи погледнете. Ова е многу сличен чарт како овој овде. Значи ако сте го следели нашиот канал, знаете зашто зборуваме. Доколку го копираме овој дел од бул маркетот, што е буквално почетокот на движењето нагоре, со овој дел овде можеме да видиме дека имаме релативно сличен чарт како и во 2016 година. Значи погледнете, имаме движење до долната граница на овој канал и потоа имаме максимално придвижување нагоре на овој чарт во следниот бул маркет. И ако гледаме историски, значи ние практично се наоѓаме на чекор пред конечно придвижување нагоре, но не забравајте, ова се месеци, некогаш потребни се 1, 2, 3 месеци за да го добиеме овој скок. Затоа и кажав, не забравајте дека потенцијалниот врв на овој циклус се очекува во наредната година. Погледнете сами и тоа дури во зимата негде околу октомври-ноември 2025 година. Дали тоа повторно ќе случи не можеме да знаеме, но барем имаме определен циклус кој што можеме да го следиме за тоа кога оприлика историски досега би го очекувале врвот на следниот циклус, кој што досега гледаме дека како часовник во 3 наврати се случува точно на така речено 35 месеци после дното и во оваа ситуација значи очекуваме тоа да се повтори, затоа што ова е дел од 4-годишниот циклус на биткоин кој што досега не е скршен. Не гледам причина зашто би се скршил сега. Во секој случај, значи дали ќе добиеме на 35 месеци, нормално нема да чекам во ноември 2025 да продадам. Нормално дека голем дел од работите кои што ги поседувам во тој момент веќе ќе ми бидат продадени. Посебно со оглед на фактот дека пак ќе напоменам, значи ќе ја следиме шемата на Wyckoff, која што е многу битна и која што историски ќе ни покаже кога се наоѓаме во крајниот дел од следната зона на акумулација. Ако се сеќавате, Wyckoff акумулацијата ја завршивме, како што кажавме, многу пати се наоѓаме во Wyckoff дистрибуција. Така да тоа е следното нешто што треба да го следиме, но се уште се наоѓаме далеку, затоа што се оние марка периоди во кои што се движиме во бабл територија и се движиме кон следниот бул маркет. Имаме уште многу до тој момент, но битно е да го следиме со цел да знаеме кога сме во делот на Wyckoff дистрибуција, што јас очекувам да настапи негде следната година, каде што официјално ќе добиеме некои први врвови околу, не знам, 100.000, 120, 150.000, значи тоа е многу возможно во однос на тоа колку институции влегуваат на пазар, така да останува да видиме, но пак ќе кажам,
се наоѓаме многу рано во bull market, само што го поминавме халвингот, историски, ова многу пати сме го покажале, ќе го покажем уште еднаш, халвингот ни покажува момент кога конечно влегуваме во солидно движење на биткоин нагоре. Само да видам каде тоа поубаво, вау мислам дека е многу подобро образложено, погледнете сами. После секој халвинг, дали имаме 1 или 2 месеци, не е секогаш исто, но гледате што се случува авто. Така, значи, еве овде. 1-2 месеци корекција, погледате што се случува понатаму. 1 месец корекција, погледате што се случува понатаму. Значи, не очекуваме тоа да биде во истиот ден, но историски гледано само прашање на време кога ќе добиеме бул движење, значи зборуваме солидно бул движење на биткоин. Значи ова е во последниот период имаме некои интересни теми, значи моментално гледаме дека се повеќе и повеќе луѓе се интересираат, значи доаѓаме од прилика до 0,5-0,6 од вкупно 1 вредност на биткоин сентимент, со тоа што гледаме дека најчесто ова доаѓа од Reddit. За разлика од тоа, значи повторно не заборавајте, Reddit е многу по технолошки напредна платформа за разлика од Twitter и останатите на Bitcoin Talk, зборувам на Google, затоа што Reddit има и голем број на групи кои што се фокусирани на крипто, на криптографија, на блокчейн технологија и така натаму. Значи гледаме дека поради Reddit уствари имаме толку висока проценка на овој сентимент индикатор, за разлика од тоа на Twitter гледаме 0,48 и уште помалку 0,12 на Bitcoin Talk, ова е колку се зборува за него, значи на Google, колку се пребаруваат нели резултати за него и така натаму. Така да поради ова имаме и толку на некој начин неверодостоен индикатор во оваа ситуација. Значи ако мене ме прашувате, мислам дека е многу понизок, баш поради тоа што поголемиот дел од оние кои што ќе бидат практично нашиот капитал за излез, се уште не се ни информирани дека се наоѓаме во bull market, дека халвингот е завршен. Значи дури кога ќе почнеме некои бесни суми на биткоин, кога ќе дојдеме до 100.000, тогаш ќе видите како овој биткоин ток и како пребарувањето за биткоин, крипто и така натаму ќе порасне енормно. Но нели, затоа потоа во секој случај се наоѓаме доста рано и тоа ни го покажува и овој индикатор. Значи ова е интересен момент кој што не сме го спомнали долго време, значи ова е активни адреси на биткоин. Каде што гледаме дека значи пред да добиеме bubble territory, така, најчесто имаме забавување и во оваа ситуација како што е тоа на пример во текот на 2018-19 година, значи имаме така речено минорно движење нагоре. Така, вака изгледа bubble territory. Вака изгледа bubble territory каде што имаме многу повеќе активни адреси, за разлика од тоа гледаме дека е доста неутрално во целиот овој период за време на bear маркетот и почетокот на овој bull маркет и гледаме дека активните адреси се горе-доле оприлика исти. Тоа значи дека се уште немаме голем интерес за крипто. Пак ќе напоменам, кога ќе порастат активните адреси, како што е на пример во случајот во 2021 година или 2018 година, тоа значи дека се повеќе и повеќе луѓе отвараат биткоин, купуваат, така, значи се повеќе и повеќе активни новчаници имаме за биткоин. Така да допрва ќе биде тоа, значи се уште не се. Ова е еден од оние индикатори кои што ни покаже кога се наоѓаме на самиот врв. Значи гледате како јасно се гледа експлозијата на новчаници кога ќе дојдеме до така речено некој од овие врвови. Значи ние не сме ни блиску до тоа, така. И интересна работа, значи гледаме дека и понатаму на некој начин оваа корекција продолжува, значи ова е новчаници кои што имаат помалку од 1 биткоин, значи од врвот кој што беше 1.021.000 новчаници, сега се наоѓаме на 1.012.000. Значи околу 9.000 новчаници се така речено или отишле на 10 или пак се симнале под 1 биткоин за да влезат во следната категорија. Во секој случај значи имаме така речено корекција и гледаме дека луѓето земале профит. Ако мене прашувате, мислам дека тоа е уствари главната работа која што треба да забележиме, значи луѓето земале профит затоа што имавме енормен скок на вредноста на биткоин. Истата ситуација можеме да видиме и 10 биткоини, значи луѓето апла земале профит и тоа гледаме дека земаа профит уште од моментот кога ова е моментот кога BlackRock најави дека ќе аплицира за биткоин спот ETF и гледаме дека уште од тој момент кога сме имале 157.437 новчаници кои што имаат повеќе од 10 биткоини се намалил на 152.957. Значи имаме околу 5.000 новчаници така речено се намалиле под 10 биткоини. Сега гледаме пораст кај новчаниците кои што имаат 100 биткоини и 1000 биткоини, што е многу битно. Погледнете, значи овде во овој дел каде што имаме на некој начин движење хоризонтално на пазарот, значи ние сме се искачиле од 15.732 на 15.954. Значи имаме 220 нови новчаници кои што имаат повеќе од 100 биткоини и уште побитно, погледнете го ова. Значи од 2055 на 2118.
Значи тоа е околу 60 нови новчаници кои што имаат повеќе од 1000 биткоини. Тоа ви покажува дека во овој момент кога продаваат малите рипчиња, купуваат големите китови. Значи овие два индикатори за 100.000 биткоини ви покажуваат дека се повеќе и повеќе во овој период купуваат китовите. Зошто купуваат? Се враќаме на овој чарт, затоа што, гледате, сме далеку од реализирање на следниот бул маркет, односно сме далеку од она што веќе го разговаравме, придвижување кон следниот бул маркет во бабл територија. Така. Значи тоа ви го покажуваат и бројот на новчаници. Како и секогаш на самиот крај морам да дадам некои основни информации за нашиот канал. Прво ќе ве замолам бидете внимателни, значи се повеќе луѓе ми прејавуваат дека има морони кои што ја злоупотребуваат нашата работа и понатаму се обидуваат нели со копирање на нашите кавер и профилна фотографија да примамат луѓе. Значи никој што ви праќа пораки кои што ви бара информации, не знам, некакви наградни игри, ердропови, ништо од тоа не сме ние, бидете внимателни, ќе ве замолам, ние сигурно нема први да ви пишеме порака. Јас немам време да одговорам ни на постоечките пораки. Така да бидете внимателни, ние сигурно нема да ви пишеме први вас слободно. Блокирајте, пријавете на Facebook, банирајте или испцујте го поштено од гемиџија. Понатаму, значи како и секогаш за сите оние кои се нови на нашиот канал, првото видео на врвото до овој канал е буквално со цел да ви информира што се имаме на нашиот канал и каде може да ги најдете информациите кои што ви се потребни, затоа што многу од вас се нови и 900 видеа е премногу за да може да се снајдете едноставно на самиот почеток. Така да погледнете ово видео 30 минути каде што секи ви биде објаснето за тоа што и каде може да најдете на нашиот канал. Нормално, во нашиот канал значи имате во секое видео основни информации кои што ви се потребни, а тоа е на секое видео имате кратка содржина на видеото, каде што може да погледнете за што се зборуваме во истото видео, имате нашите социјални мрежи, би ве замолил нормално да ги заследите, поради ваша корист, затоа што многу дополнителни информации објавуваме на овие социјални мрежи, каде што дополнително може да се приклучите на нашата работа во одлучување, гласање и така натаму. Дополнително имаме два паралелни канали на Odyssey и Rumble, доколку сакате да следите нашата содржина таму. И да не забораваме дека значи главната цел за која што постои овој канал е да го информираме македонскиот народ за моќта на криптотехнологијата и потенцијалот за профит во оваа технологија. Се што бараме од вас за нашата макотркна работа, како што гледате и сами, значи без прекин работиме, бараме значи да ни помогнете да расшириме оваа материја на што повеќе македонци, значи буквално лайк, шер, сабскрајб, комент се основните работи кои што може да ги направите со цел да помогнете оваа материја да се прошири што повеќе преку алгоритмите на овие социјални мрежи, а нормално вашиот добар збор значи многу. Значи доколку сте научили нешто повеќе на нашиот канал, препорачете го на што повеќе македонци со цел оваа материја да стигне до што повеќе македонци. Немаме никаква корист од работата на каналот, единствена корист е да информираме што повеќе македонци на македонски јазик да научат за оваа технологија и за економијата и каде сето ова води. И нормално за крај, значи ние и понатаму немаме никаква намера, значи ништо од ова да искористиме во наша полза, но доколку ви се допаѓа она што го гледате на нашиот канал и на ваше барање сакате да наградите нашата работа, значи ние во содржината на секое видео оставивме значи неколку блокчейн адреси, сега моментално додадена и Tether USDT и USDC нормално адресите кои што вие ги баравте од нас. Значи ова се донации кои што ни ги праќате, а ние потоа ги користиме за добротворни цели. Веќе видовте, организиравме таква акција во една од црковните организации во Велес, каде што се што беше додадено, значи околу 700 евра, беа претворени во храна и дадени на македонци кои што име повеќе потребно од нас. Значи јас немам никаква потреба од никакви пари од вас, се што сте ми дале досега е донирано, а ова втора апликација која што ја гледате овдека, Купи ми кафе, е исто така начин на кој што може да не поддржите како дигитални креатори, каде што секој од овие кафења кои што сте го купиле на наша сметка ќе биде донирано на истата оваа организација, барем сега за сега. Понатаму може ќе правиме некои други акции во однос со тоа колку нормално ќе донирате за нашата работа. Повторно, значи ова е доколку сакате да ни донирате некоја мала сума, чисто значително, нели, за да ја поддржите нашата работа, како што кажав, значи ова нас не ни е потребно, но ќе биде донирано на македонци од било каков тип на жанр каде што им е потребно сето ова, ќе видиме што во моментот е најпотребно да се направи и така и тоа ќе го организираме и ќе го донираме. Следната ваква акција очекувам да ја направам на 18 мај,
кога потенцијално ќе имаме избир, нели, повторно на заедницата Криптогемиџија, но за тоа потоа, значи има време, ќе ви известам дополнително кога се тоа ќе биде организирано. За сега продолжете, уживајте во нашата работа и да не забораваме за крај, значи веќе е спремна следната Altcoin недела, која што ќе ја добиете наскоро, значи веќе објавивме на нашиот канал. Значи Altcoin недела се очекува да почне во сабота. Со тоа што веќе имаме определено неколку коини на кои што ќе работиме, ова се коини за кои што вие гласате во претходните гласања и погледнете сами, значи тоа се следните коини кои што ќе бидат обработени по овој редослед. Mental, MNT, Celestia, TIA, SEI, Holo, HOT и Ocean Protocol Ocean. Тоа ќе бидат следните 5 кои што ќе бидат обработени. Наскоро ќе објавиме уште нели една ваков блок на коини, каде што ќе бидат избрани коините кои што веќе ни ги поднесовте во овој пост и сите и од овои коини кои што ги гледаме овдека ќе одбереме 4 кои што се најдобри и истите ќе ги додадеме нормално на овој блок каде што ќе може да гласате по кој редослед истите ќе ги обработиме. Така да ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Криптогемиџија.